Добро е да објавам прво дека од синоќа Социјалдемократскиот сојуз се отпочна внатре-партиската постапка за избор на членови на надзорниот одбор, на централниот одбор на партијата и за избор на председател на партијата. Да објавувам дека и јас сум еден од кандидатите кои што се кандидират. Очекуваме одлична демократска процедура која што треба да биде препознаена од сите граѓани, не само од нашите социјалдемократи, која што сигурно треба да биде силен подстрек за идното работење на Социјалдемократскиот сојуз. Она што сакам да го кажам, дека веќе знам и за други двајца кандидати, тоа се моите добри пријатели и колеги Зоран Јовановски и Игор Ивановски, кои што може да бидат одлични председатели на партијата и сум среќен поради тоа. Секако во демократска процедура кој ќе победи, а ќе победи оној што ќе добие најголема подршка од делегатите, но однапред сакам да знаат сите дека влегуваме во апсолутно позитивна кампања, промовирајќи се себе си, давајќи подршка и еве на нашите против кандидати, моите другари, во кои што искрено верувам дека можат добро да ја водат оваа голема партија, која што секако треба да биде достоинствена алтернатива на најголемата партија на власт ВМРО-ДПМН. Така да во овој период ќе понудам еден нов концепт. Што значи тоа? Влегувам тимски во тандем со Радмила Шикеринска, која што доколку делегатите дадат мнозинска подршка на Конгресот, таа би била идниот заменик председател, нова формулација во нашиот статут и во нашето идно работење. Заменикот председател на партијата ќе го менува председателот во се, во негово отсуство. Тоа така ќе биде правно формулирано, но во суштина ќе генерира цел еден нов концепт. Зошто? Радмила е препознатлив кадар во надворешната политика, почитувана личност доста во нашето домашно општество и во меѓународната заедница. Покрај економските понуди кои што сакаме да ги испорачаме пред граѓаните на Македонија, сакаме да испорачаме и кадри и ресурси за излез од оваа неизвестност на меѓународен план на нашата земја. Во времето во кое што ќе покажеме наши аспирации, сакаме да понудиме решенија за граѓаните толку битни, толку дебатирани, толку отворени, а никогаш не затворени во државата. Така да се надевам дека ќе привлечеме внимание пред секај нашите делегати кои што треба да не изберат, ако тоа навистина се случи, понатаму да го генерираме концептот пред сите граѓани на Република Македонија.